Тоа е криво поставено обвинение. Не знам дали знаете, скоро грото од сите овие 40-50 луѓе кои се поапсени се за едно кривично дело обвинети, а тоа е тешки дела против општата безбедност. Прочитајте го битието на тоа дело и ќе видите дека нема врска со тоа за што ги обвинуваат. Во делото пишува: тој што со пожар, поплава, ионизирачко, вакво, такво зрачење ќе предизвика општа опасност и ќе настанат смртни последици. Кажете ми, како министер или оној амбасадорот во Норвешка што бил го предизвикал пожар? Објаснете ми, јас сум глуп. Значи дека намерно го поставуваат на криво, да може би да падне, не знам. Значи тој човек таму можел да одговара за земање мито, за злоупотреба на положба, фалсификување исправа и слима, сваќате, за сосем други кривични дела. Не може тој да одговара за предизвикување на пожарот и не може тоа правно да го браните вие со верижни реакции. Не постои такво нешто. Тоа е како вие да ме упукате со пиштол и да одговара производителот на пиштолот во фабриката во Германија. Бидејќи производил. Така, не може тоа. Едноставно во правото има каузален нексус, причинско-последична врска. Тоа е релевантно пред суд. Не е релевантно јавниот гнев дека е насочен на апсете. Океј, апсете ги и вашите, овие што не ги поапсивте, уште 10 треба минимум да се поапсат. И кога ќе дојдете пред суд, дајте им право обвинение, а не вакво. Оти ќе ви падне и после судството ќе ви биде криво. Не, овие вашиве недоквакани се криви затоа што во една кривична пријава сакаат сите да ги спојат, што е неодржливо правно. Еве, прејудицирам намерно јавно и шпекулирам дека ако остане ово обвинение, освен гневот, нема ништо од право тука да види. Значи затоа што се криво поставени.